Господине Медарски, не се секирајте. Пратеничката што ја прашуваше ги меша Макијавели и Ајнштейн па за судски процеси се. Тоа е. Господине Медарски, можам и да ве прашувам као паталец, кој што чека на 2 предмети во Страсбург, но ќе ве прашам како пратеник. Неверојатно колку многу јавувања вчера имаше за тоа што се случува со обвинителството, после моите прашања кон јавниот обвинител. Според, бидејќи ги пратам одлуките на Страсбург, како паталец почнав да се едуцирам од некој, таму најдов, бидејќи таму во главном одлуките се, ако има некое решение, да тие се следат практиките, има одлуки на Страсбург каде што се нема случај каде што се осудуваат пратеници, бидејќи таму ги поттикнуваат да зборуваат и да отвараат дебати во јавноста и тоа као критика. Ние сме таква држава во која што, да речеме во работно време, директорот на ДБК, кој што најмногу ме тужи мене, отвара шопинг мол. Ама да во таква држава живеем. Најдов на една нова работа, а тоа се вика еднаквост на оружјето. Би сакал тоа да ве прашам. А односно зборува за еднаквост на странките и на правата на странките. А тоа е дека и обвинителот има исти права колку што и обвинетиот. И Зврлевски и Кежаровски. Да парафразирам. Каде што за жал во Македонија јавувањата вчера беа навистина бројни, тоа може да го проверат и Зврлевски Мјалков по листингот, да видат колку многу граѓани се јавија да кажат дека судијата и обвинителот пред да изречат пресуди излегуваат од иста врата. Дека влегуваат на иста врата. Дека такви случаеви на договарања во светот кои што ги гледаат, како Нели Гешковска кога одеше на консултации во Охрид, се поништуваат процесите. И затоа би сакал да ве прашам за тоа еднаквост на оружјето, визави искуството што вие го имате од Страсбург и одлуките на Европскиот суд за човекови права. Благодарам. Благодарам на прашањето. Еднаквоста на оружјето е една од најбитните компоненти на правото на фер судење од членот 6 на Европската конвенција за човекови права. Ова подразбира, ова еднаквост на оружјето подразбира давање на процесна и реална и фактичка можност на двете странки под еднакви услови да го изложат својот случај пред судот кој што треба да одлучи во врска со вината на обвинетиот. Кај нас, за жал, имаме една ситуација на институционализирана нееднаквост на оружјето. Ние како прво имаме Академија за судии и јавни обвинители. Значи, од самиот назив произлегува дека не се разграничува функцијата на судија од функцијата на јавен обвинител. Кандидатите кои што поминуваат низ обуката во рамки на оваа академија се обучуваат со една иста обука и за потенцијалното место на судија и за потенцијалното место на јавен обвинител. Не постои никаква разлика во поглед на нивната обука. Во рамки на таквата обука, тие кандидати стекнуваат взаимни пријателства и стапуваат во контакти, во врски кои што понатаму се одржуваат. Ова има за резултат да понатаму во судските постапки имаме ситуација каде што јавно или тајно, јавниот обвинител со судијата се договара околу исходот на постапката. Значи, ние како адвокати многу често сме сведоци на ситуација да однапред влегуваме во судница, јавниот обвинител и судијата однапред ја знаат одлуката која што треба да уследи по една рамноправна борба на двете странки, како што тоа го налага еднаквоста на оружјето, која што, како кажав, е компонента на правото на ферно судење. За да се смени ова, прво е потребно да се сменат определени законски решенија, што по моје мислење е полесно. Она што е потешко е да се смени свеста помеѓу сите оние кои што го практикуваме правото. Да со едно обучување сите успееме да сватиме дека јавниот обвинител и бранителот се странки кои што мора да имаат можност под еднакви услови и во една борба пред судот да го докажуваат својот случај. А судијата е независен арбитер кој преку таа борба мора да одлучи која странка има понудено подобри докази и аргументи во корист на својата верзија на истиот случај и преку тој судир, преку таа борба на аргументи да донесе одлуката во конкретниот спор. Благодарам.